Мислам дека намерно не оставаат да работиме за полека да не убиваат. И тоа е мислам дека најтешкиот процес од целото ова. Садистички, буквално е садистички, бидејќи после она што се случи со А1 телевизија, затворањето на А1 телевизија, се случи наеднаш, се затвори, тука сите престанавме. Тогаш сватија дека методот, таков не пали, бидејќи имаше голем, не знам, имаше многу отпор, реакции од меѓународна заедница, значи стигна на секаде да се гледаат специјалци влезени во една телевизија, беше морничава гледка. И од тогаш сватија дека тој принцип не оди, влезеш и затвараш, туку почнуваш полека да ги убиваш. Сега тоа полека е преку притисоци за давање реклами. Мислам дека за прв пат во светот се случува на прашањето каде се одлеваат пари од буџетот, да се третира како интерна информација за која е потребен безбедносен сертификат за да се види. Таков безбедносен сертификат, не знам, имаше само едно лице во Комисијата за пристап до информации, дури тој виде и одговорот му беше, ете, стварно е класифицирана, не сме да излезе во јавност. На едно обично прашање, во кои медиуми одеше кампањата за семејни вредности? Значи, а штом нешто се крие и штом нешто не е транспарентно, тука е јасно дека станува збор за раѓа сомнеш за корупција. Така што начинот на кој што се корумпираат медиумите преку реклами, мислам дека е веќе многу излитана тема и веќе сите ја знаеме. Така што тоа е процес кој што ќе трае се додека мислам дека не се стави забрана тие владини реклами додат само на националната телевизија и тоа да биде тоа. Само они си имаат меѓусебен, тоа си е непишан договор дека парите од реклами си одат во одредени медиуми, на сметка на тоа си добиваат за 1,3 евра секунда си добива ВМРО ДПМН и кога се рекламира и за време на избори од не знам можни 20 часа 19,8 часа се отстапени за ВМРО ДПМН и тоа си еден меѓусебен договор кој што си функционира на релација владеачка партија и медиум и тоа е нешто што мислам дека е најголемиот проблем, бидејќи тоа е начинот на кој што се купуваат медиумите. И треба да се најде соодветен механизам за тоа да запре. Значи тоа мислам дека владините реклами мора да прекинат во одреден момент. Јас само го чекам денот да снема пари за тие владини реклами, па веќе да престанат да се влеваат во медиумите, бидејќи тоа е единствениот начин тој медиум малку да ги отвори очите и да стане во најмала рака по независен. Мислам, во најмала рака да ги презентира барем сите случувања денеска, а не да ги премолчува. Значи, ние веќе имаме премолчување на одредени настани. Ние имаме надвор се тепаат луѓе, медиумот ги почнува вестите со временска прогноза. Мислам, тоа е...